вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Тоа што во понеделникот беше отфрлено од представничкиот дом, денес е на дневен ред на гласање во Американскиот сенат. А перспективата за усвојување на овој делумно ревидиран документ е порозова. Американскиот сенат вечерва ќе гласа по ревидираната верзија на $700 милиарди тешкиот план, што владата го понуди за спасување на американскиот финансиски систем, а представничкиот дом на Конгресот го отфрли. Планот се очекува да вклучи одредба за зголемување на лимитот на владиното осигурување на банкарските депозити од сегашната цифра $100,000 на $250,000. Планот исто така вклучува голем број на даночни олеснувања за поединци и бизнеси, вклучувајќи и даночни кредити за производство и употреба на алтернативни енергетски извори, меѓу кои соларна енергија и енергија добиена од ветер. Лидерите на демократите и на републиканците во Сенатот Хари Рид и Мич Макконел велат дека планот ќе добие поддршка од законодавците на обете партии. Двајцата председателски кандидати, Џон Маккейн и Барак Обама, ќе се вратат во Вашингтон да гласаат по мерката, заедно со сенаторот Џо Бајден, избраникот на Обама за подпредседателски кандидат. И Маккейн и Обама ја поддржуваат провизијата за кревање на лимитот на осигурувањето на депозитите. А председателот Буш предупреди дека економската штета ќе биде болна и долготрајна, доколку планот не биде усвоен. Тој рече дека државата е во воредна ситуација и последиците стануваат се полоши со секој ден на непреземање акција. Според најнови истражувања на јавно мислење, најголем дел од американците сметаат дека финансиската криза во која се наоѓа земјата е сериозна работа и по неа треба веднаш да се постапи. Но многу од нив не се среќни со планот што го предлага владата. Еве што мислат обичните американци од околината на Вашингтон. Законодавците од двете партии веднаш почнаа да ги обвинуваат оние од другата страна за неуспехот да се усвои планот на администрацијата за спасување од $700 милиарди. Но искусни наблюдувачи велат дека проблем за законодавците бил интензивниот притисок од оние што ги избрале. 88-годишниот Арчи Симпсон и неговата сопруга, Роберта, се пензионери во предградие на Вашингтон. Тој вели дека планот за спасување е неопходен, но дека тоа не го прави среќен. Не сум луд, туку ми се гади од сето тоа. Мислам дека целата работа е лошо водена. Како пилот на борбен авион во Втората светска војна, тој минал 30 години во Маринци. Потоа работел како брокер на акции. Арчи и Роберта живеат на фиксна пензија од армијата. Имаат и значителен број на акции, чија вредност паднала за повеќе од 40% за време на кризата. Алчност е тоа што најмногу ме загрижува. Се работи за алчност. Тоа се луѓе кои сакаат многу да бидат платени за работа што не ја вршат, или пак нивните надредени не ја вршат работата. Роберта е исто така израсната во време на големата депресија на 1930-тите. И таа не ја поддржува акцијата на владата. Ние сега не треба да плаќаме за ова спасување. Не треба нашите даноци да се зголемуваат за некои кои сгрешиле и купиле куќи кои не можеле да си ги дозволат. Тоа навистина ме лути. 31-годишната Ли Мичем има поинакво мислење. Таа е на постдипломски студии на Џонс Хопкинс универзитетот во Вашингтон. Јас сум оптимист. Мислам дека ќе го победиме ова. Таа работела во финансискиот сектор 6 години пред да се врати на студиите. И таа има акции во проблематични компании, но верува дека владата со својата интервенција повторно ќе ги направи профитабилни. Законодавците секако ќе чујат многу за тоа како оние што ги избрале размислуваат за ова, и тоа точно на време, кога ќе водат кампања за реизбор, додека Конгресот е на одмор. Представничкиот дом за планот одново ќе преговара в четврток. Драгоцените камења доаѓаат во различни бои, форми и големини. Но едно нешто има заедничко – светкаат и заслепуваат. Но не излагуваат такви од земјата. По вториот дел од серијата за патот на драгоцените камења, денес ќе зборуваме за нивното раѓање. Драгоцените камења доаѓаат од сите страни на светот. Убедливо најпознатиот меѓу нив е дијамантот, а најпознатиот извор на дијаманти е Јужна Африка. Со генерации овде се копале дијаманти, но на тешката и опасна работа сега помага технологијата.
Джордж Олаф се работел во рудници за дијаманти половина век пред да се пензионира. Од времето кога почнувавме до денес има огромна разлика. Копавме со лопати и со раце, а сега тоа се прави со машини, вели тој. Дијамантите се формирале пред милиони години, на повеќе од 100 километри под површината на земјата. Ги има во така наречени вулкански цевки, наречени кимберлити, според местото во Јужна Африка, каде се откриени во 19 век, Кимберли. Откритието довело до дијамантска треска и копање што произвело дупка. Големата дупка, како што е позната. Компанијата De Beers го купила рудникот Кимберли и вработила илјадници работници. Кон крајот на 20 век, тука значително се подобрени работните услови, па дури е понудена можност рударите да имаат удел во профитот. Седибан работел во рудникот 32 години. Тој вели, животот на рударите не е лош. Децата се овде со мене, жена ми е дома, но доаѓа секој месец. Таа останува 3 месеци, а потоа се враќа да се грижи за остатокот од семејството. И така било со генерации. И не само во Јужна Африка, туку и во Ботсвана, Намибија, Ангола, Демократска република Конго, Сиера Леон и брегот на Слоновата коска. Сепак во 2007 Русија произвела најмногу дијаманти. Канада стана трет производител поред по светот. Ова индустрија намажи, но жените почнуваат да оставаат белек. Дженин Чаве е трговец со дијаманти. $100 милиони во залог, тоа може да е ризична професија. Често доаѓате овде, ќе ви ги покажат дијамантите и цената, вие се враќате со пари и гледате дека се работи за стакло. Кога трговецот ќе биде задоволен дека дијамантите се вистински, процесот оди понатаму. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.